Најавив и претходно, продолжуваме понатаму на тема руско-украинска криза. Имено руско-украинскиот конфликт влезе во 14-тиот ден од неговиот почеток. Разрушени градови, илјадници повредени и загинати од двете завојувани страни, но и население кое панично бега од своите домови. Според последните информации на Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци, како што споминавме утринава, бројот на украински граѓани кои што бегаат од војната надмина 2 милиони од почетокот на руската инвазија. Во текот на утрешниот ден, како што споминавме претходно, се очекува дипломатска средба на ниво на министри на надворешни работи на двете земји, додека лидерите продолжија во меѓувреме со острата реторика, но и со повиците за диалог. Кои се можните сценарија? Како ќе се развива руско-украинската криза во следниот период и можна ли е хуманитарна катастрофа од огромни размери? Кои се глобалните последици од самиот конфликт? За моделот прашањата за нашата следна соговорничка во утринската програма на Македонската телевизија, професор доктор Христина Рунчева-Тасев, универзитетска професорка од Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на МТВ. Добро утро, поздрав до сите гледачи кои што ве следат во овие утрински часови. Благодарам за тоа што прифативте поканата да говорите за Македонија наутро. Русија во понеделникот излезе со конкретни барања до Украина, би рекол како ретко досега, со цел да се престане нели со војната акција и таа побара Украина да го промени низиниот устав со цел во него да внесе неутралност, потоа да го признае Крим како руска територија, но и да признае независноста на сепаратистичките републики Донец и Луганск. Колку овие услови реално се прифатливи за Украина и како можеме да ги толкуваме истите? Па видете, условите кои што доаѓаат од руска страна не се нешто што е непредвидливо или неочекувано во услови на војна. Кога двете страни ќе седнат веќе на една маса да преговараат, апсолутно станува нормално да се донесете во ситуација да изнесете конкретни барања кои што другата страна треба да ги прифати или да ги одбие, или ако ништо повеќе да се најдете некаде на половина пат во освојувањето на барањата. Најчесто преговорите и во теоретска смисла на зборот завршуваат кога и едната и другата страна ќе бидат помалку незадоволни од крајниот исход, значи не може да очекувате ни едната ни другата страна да биде победник, посебно кога ќе се случи воен конфликт или војна. Меѓутоа, изнесувањето на ваков тип на услови од страна на Русија јас го толкувам како еден вид валоризирање на руските позиции во конфликтот. Гледаме дека Русија многу агресивно се однесува во периодот на нападите, дека дури премините договори за примирија со цел да се извлечат цивилите, односно оние хуманитарни коридори, не профункционира како резултат токму на воените дејствија. Русија повеќе се приближува кон важни стратешки цели, како што се и предвидувањата, се смета дека за известно време се очекува Одеса да биде во целост под контрола. Гледаме дека Запорожје, нуклеарните централи се во активна мета. Освојувањето на вакви стратешки цели всушност да прави помоќни кога ќе седнете на заедничка маса и кога ќе треба да ги валоризирате вашите позиции на терен или да ги претворите во еден вид на барање за склучување на примирие, секако дека барањата може да бидат ултимативни, може да бидат и многу големи, се зависи од позициите на теренот кои што ги постигнувате со помош на воените дејствија. Во овој случај барањата се, мислам, од руска страна сведени на уставни промени, односно барањето кое што постои крајна да се повлече од идејата да биде дел од НАТО, да стане неутрална држава, признавање на Крим како руска територија, нешто што постои веќе од многу одамна, иако можеби не вака формално, и се разбира оние сепаратистички енклави кои што се смета дека нели руската армија ги освојува и ослободува, односно Донецк и Луганск. Така што овие услови ќе станат реално дел од преговорите и ќе видиме како Украина ќе се однесува кон нив, односно колку од нив се прифатливи и во која мера, а тука ќе има и клучна улога според мене улогата на третата страна, односно преговарачите, оние кои што ќе се најдат некаде во средината со цел да ги приближат ставовите и барањата на Украина и на Русија. Гледаме дека од изјавите на председателот Зеленски всушност
полека имаме едно ретерирање од позициите и поддршката која што се очекуваше од НАТО, меѓутоа ваквото ретерирање не значи повлекување на вооружените сили засега. Што значи ќе ја следиме динамиката на конфликтот која што во моментот нема најави дека пред ноќ може да престане. Да, го споменавте, веќе 14 ден заострената воена реторика не престанува. Се чини дека некако Зеленски ретерираше последниот период. Во текот на вчерашниот ден тој изјави дека Украина веќе изгуби интерес за влез во НАТО, додека пак исто така вечерта вчера имаше обраќање пред британските пратеници во долниот дом на парламентот, во кој што порача дека Украина сепак нема да се откаже да изгуби во оваа војна. Освен тоа посочи дека светот треба да разбере дека ова не е напад само на Украина, туку на целиот свет. Кои се идните прогнози, во која насока би се развивале настаните и можни ли се поостри директни судири меѓу двете страни, како што, например, овие денови милуваат да прогнозираат некои воени аналитичари? Да, вчерашните изјави на Зеленски навистина делува изненадувачки во смисла на промена на досегашниот правец и динамика која што Украина ја имаше во процесот на војување. Украинците досега стоја на позицијата дека мора да дадеме силен отпор, мора да ги браниме нашите територии, бараме поддршка од НАТО, меѓутоа реалната состојба која што ја живеат веќе 14 ден војна укажува на фактот дека се се повеќе и повеќе оставени на сопствените сили, на сопствените ресурси. И мислам дека оваа изјава на Зеленски вчера беше само логичен след на настаните кои што се случија или рефлексија на актуелната состојба. Така што неговата можеби разочараност до известна мера од улогата на НАТО, кој што знаеме дека останува резервирано со цел да не дојде до поголеми размери на постоечкиот конфликт, всушност да донесе до една ситуација да бидеме изненадени можеби од ваквата динамика и изјавите на Зеленски, но никој не може да знае во која насока ќе се движат настаните засега, туку пред фактот што уште од самиот почеток на конфликтот мислам дека не очекуваа самите граѓани и ефективните сведоштва кои што слушаме дека конфликтот постои, тензијата постои, тоа не е од вчера, че се работи за историски конфликт кој што постои на овој регион, меѓутоа ескалацијата дека ќе дојде до овој степен, дека ќе има напади на цивилни цели, бегства на цивили, барање за хуманитарни коридори, за ваква, ајде би рекла, хуманитарна катастрофа, всушност никој не ја очекуваше. Така што би било добро доколку се интензивираат преговорите, гледаме дека постои напор да се седне на заедничка маса и да се разговара со цел да се приближат позициите, а најбитно од тие да се смират војните действија. Значи, што побрзо смирување на војните действија би значило и спас на голем број на цивили и цивилно население, кој што е всушност најголемата жртва во ваквиот процес. Инаку овие барања кои постојано ги изнесува Русија во однос на регионите, ајде да ги речеме сепаратистички енклави или републики, како тие што ги нарекуваат во Донбас, всушност сметаат дека се значајни од индустријски причини. Тука имате индустрија која што се занимава нели со производство на тешка метална индустрија и веројатно се повикува најмногу на она лично чувство или чувство за припадност, национална припадност кон одредена популација што се декларираат нели како дека се чувствуваат дел од нивната популација. Ова не е конфликт кој што избогнал сега, всушност знаеме дека што 2014 година уште со сменувањето на рускиот председател Јануковиќ, дека имаше загинати над 10.000 луѓе, дека имаше мировен план кој што беше постигнат и со Русија и Франција и Германија по 2015 година, кој што на повеќе наврати се покажа како успешен. Така што не се работи за лесна предвидливост на конфликт кој што започнал пред 14 дена. Воените действија се само рефлексија на нешто што отпочнало многу порано, но во секој случај во моментот и според Обединетите нации, значи признавањето на овие два сепаратистички региони во Украина, значи јасно кршење на меѓународното право и територијални интегритет на Украина и се разбира и договорите од Киев. Така што мислам дека постои едно единство дека за оваа анексија која што се бара ќе биде потребно да се водат сериозни преговори и поради стравот од така наречениот домино ефект. Ако ги видите земјите кои што првично ги признаваат овие територии, на листата се Никарагва, Куба, Венецуела, Сирија, значи
Меѓутоа имате два интересни региони, тука се русиските провинции Јужна Осетија и Абхазија, што се нуѓаат во многу слична позиција, би рекла, во делот на претензиите за отцркување од идната држава. Така што од развојот на овој конфликт наистина ќе зависи развојот на тензиите кои што постојат и во други региони на глобален план. Претходно ја споминавте неопходност од диалог, која што е навистина особено важно во овој период. Министрите за надворешни работи на Русија и на Украина треба да се сретнат веќе утре во Турција, веројатно и да се подготват за новата рунда мировни преговори со посредство на Турција и се чини ова кулминација некако на напорите на турскиот претседател Речеп Тајип Ердоган да одигра некако клучна улога во запирањето на оваа војна во Европа, што и не е така невозможно. Колку дипломатијата може да има влијание во овој момент од развој на настаните во Украина? Па видите, дипломатијата всушност има клучна улога во решавањето на конфликтите, без оглед на каков формат е тоа, дали ќе биде доброволно седување на заедничка маса на двете страни или она на што регионот кај нас е обично навикнат на така наречената шатл дипломатија, кога имаме притисок од меѓународната заедница, дали е тоа САД или ЕУ, кои што најчесто се покажаа како шатл дипломати кои доаѓаат и ги решаваат конфликтите во регионот, читам во јајде да се навратиме 2001 кај нас и Босна, Дејтонскиот мировен договор, значи дефинитивно сме сведоци на дипломатските притисоци кои што се случувале со цел да се разрешат острите вооружени действија. Меѓутоа, во ситуацијава гледаме дека Турција се обидува да се наметне како преговарач или медијатор помеѓу двете страни во насока на решавање на вакви заострени конфликти, иако ако се подсетиме некоја година наназад ќе видиме дека руско-турските односи има специфична динамика на подобрување и влушување, особено после соборувањето на рускиот воен авион од страна на Турција, каде што дури дојде до заострен конфликт меѓу Путин и Ердоган. Меѓутоа, успеа да се стабилизираат ваквите односи и дури дојдоа до една точка каде што Ердоган се стави во позиција да ги води, ајде да речем, силно ваквиот тип на преговори. Меѓутоа, се очекува дека тој може да одигра клучна улога во запирање на оваа војна во Европа и ова не е случајно. Ако видите во делот на трговската размена, Русија е еден од главните трговски партнери на Турција, значи само економските индикатори покажуваат дека може би 50% од пшеницата ја добиваат од Русија. Многу газ, многу нафта. Потоа да не ги забораваме турските туристи кои што има во голем број во Турција. Ердоган има како делот на воведувањето на силни санкции во Русија, иако неговата првична изјава кога настана конфликтот, тој се огради и не каже дека руската агресија пред Украина е неприфатлива и ја осудува. Меѓутоа, видовме дека со текот на времето овие 14 дена всушност имаме промена на неговата улога и очекува дека дури може да одигра на многу клучна улога токму во делот на дипломатските преговори во настока на изнаоѓање на заедничко решение за двете страни. И сосема накусо пред крајот на разговорот за уште два важни аспекти, имено бројот на украински граѓани кои што бегаат од војната надмина 2 милиони. Вчера потврди високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци, дури по 2 неуспешни обиди и 3 одложени преговарачки средби. 3 одржани преговарачки средби всушност. Во текот на вчерашниот ден почна евакуацијата на украинските цивили. Повторно имаше меѓусебни обвинувања од двете страни за прекршување на договорот за прекин на огнот, а Москва изјави дека имаше хуманитарни коридори отворени од Киев, Харков и Черников. Следствено на ова, може ли да очекуваме хуманитарна катастрофа од пошироки размери и што е во однос на оние санкции кои што веќе Соединетите Американски држави, например, од вчера веќе ги воведоа во однос на забрана за увоз на енергенси од Русија, додека се чини дека Европа некако се уште тактизира и вели ќе оди чекор по чекор во откажувањето од зависноста, намалувањето на зависноста од рускиот газ. Кои последици може да се очекуваат? Видите, како што и најавивте од вчера, имаме еден процес на отварање на нов хуманитарен коридор, значи од североисточниот град Суми веќе започнаа да напуштаат граѓани, имаше првпат успешна масовна евакуација од почетокот на руската инвазија врз Украина. Така што ова е еден сигнал дека можеби ќе почнат похумани односи кон цивилните цели и кон граѓаните.
гледаме дека евакуацијата се одвива на вистина многу тешко, посебно од ризичните региони. Иако денеска не може да започнеме дека не профункционира онака како што треба и хуманитарните коридори и од Киев, и од Суми, и од Мариупол, кои што беа навистина сериозно побудени како што се гледаја самите снимки. Русија по трети пат прогласува примирија, меѓутоа ретко се почитува. Заради тоа овие бројки се во интензивна пора. Значи, ако проекциите беа дека за ден пак има над милион граѓани кои што ја напуштаат Украина, милион и пол веќе на оваа бројка во најчесто се дека бројката може да достигне до 5 милиони, што воопшто не е за потврдување. Од друга страна, големите сили се обидуваат да направат рестрикција и да поведат санкции. Знаеме дека тоа е една од стратешките начини како да се присили агресорот или нападачот да ги попре своите воени действија во интерес на цивилните цели. Сад, пошто веќе спомнавте, го направија овој целосна забрана на увоз на енергенска емисија, меѓутоа тоа се должи на нивната не толку голема зависност од делот на енергетиците ако споредите со Европската унија. Европска унија тактикира на вистина на овие редукции кои што сака да се направи во делот на увоз на енергенци. И ако ги следавте внимателно вчерашните изјави на германската министерка, вклучително и представниците на дворешните на Европската унија, ќе видите дека нивните изјави се една голема резерва делот на редуцирање на увозот на енергенци, затоа што се уште Европската унија е многу зависна во делот на енергенците од Русија и откако дека да се најде алтернативен изход има да пристапи кон вакви мерки. Иако се големи, сепак ЕУ останува наистина резервирана на прекин на увозот на енергенци. Во делот на Македонија се најава дека сме пистата на зимните санкции. Јас сум сигурна дека ваквите санкции ќе се рефлектираат во може би на економски план, имајќи предвид дека е значаен трговски партнер во делот на извозот. Од друга страна, има некакви дипломатски последици, што воопшто нема да бидат иницијативи кои ќе траат подолг период. Затоа, руската дипломатија треба да биде многу повнимателна во делот на градењето и ако знаеме дека нашите стратешки партнери Китај и Европската унија сепак во делот на дипломатски чувствителен период на вистина може да се покаже една голямо интензифицирање на домашната дипломатска сцена со цел да не се дојде до позиција на заострување на односите кои што се преземјат. Професор Рунчева, благодарам за одвоеното време и за денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Да се надеваме дека преговорите кои што односно средбата која што веќе утре ќе се одржи во Турција ќе вродат со плод и дека во наредниве денови повеќе ќе говориме токму за дипломатски решенија на споровите отколку за воено решавање на истите и да веруваме дека разумот на крајот на краиштата ќе надвладае. Ви благодарам за поканата и strpeното време. Благодарам уште еднаш, се гледаме ние последна